Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевич, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва одиме на тема која што според мене, а и според верувам најголемиот дел од вас ќе се согласите, многу важна, жените во политиката. Подобриот дел од општеството според мене. Јас се промовирам себе си како феминист, понекогаш и заради тоа добивам одредени подсмешливи забелешки, но навистина тоа го сметам, жените се подобри дел од општеството на кој што се уште не му е дадена суштинска шанса да се покаже, особено на политички аспекти, иако ќе се согласиме, да, имаме председателка на државата жена, градоначалничка на градот Скопје жена, имаме министерки, сето тоа е во ред, меѓутоа сметам дека потенцијалот на жените не е во доволна мера искористен, затоа што овој дел од општеството повеќе од 50% зборуваме како популација и тоа како може многу повеќе да допринесе за оваа држава. Пред да влезам во разговорот со мојата вечерашна гостинка, се разбира, само да кажам дека, ако некој не знае, одложена е расправата за извештајот за Македонија во Европскиот парламент на барање на известителот од Германија. Не ме чуди што е одложена со оглед на притисоците од страна на бугарските европратеници, кои што, замислете, дадоа изјава дека се сомневаат во веродостојноста на извештајот кој што го подготвувал господинот од Германија. Навистина чудно, не баре сме го потплатиле да напише нешто добро за Македонија, а од тој извештај само се потенцираат фактички состојби, историската вистина дека македонскиот народ и македонскиот идентитет се нешто што постои со векови, а не како што би сакале некои политичари кај соседите да кажат, постои, не знам, 50 на години или е сегашен во наводници. Но што да се прави? Тоа е политиката на светската сцена, а да видиме каква е политиката, особено кога се во прашање жените во Македонија. Вечерва разговарам со Весна Кираџиева. Добра вечер. Добра вечер за вас и за сите ваши гледачи. Да. Весна Кираџиева, да кажам, поранешен рекордер на Македонија во маратон, онаа фамозна трка од 42 километри. Точно така. И уште да. 100 метри, колку ли се? Да, не го знам да, точниот број. 195. 195, токму така. Ако мора да бидеме баш прецизни. Токму така. И тоа во апсолутна конкуренција на жени, значи спортист, значи политички ангажирана, феминистка, слободно ќе кажам, поранешен кандидат за градоначалник на Скопската општина Аеродром и жена дама која што се уште ми се чини не го кажала последниот збор на сцената во Македонија. Кираџиева, ќе се вратиме, се разбира, назад малку и на она што се случувало со вас и со вашата досегашна кариера во политичка смисла за спортот, кој што сака може да си провери, лесно е, бројни награди, бројни успеси за кои што нема потреба да се трошат дополнителни реченици, но сакам да позборуваме за актуелната ситуација. Намерно го спомнав моментот со жените во политиката и намерно спомнав две клучни фигури. Председателката на државата, господјата Гордана Селјановска-Давкова, да, беше поддржана од ВМРО ДПМН, меѓутоа таа настапуваше во принцип како независен кандидат и победи како таква. Градоначалничката на град Скопје Даниела Арсовска исто така настапуваше како независен кандидат, да, со поддршка од ВМРО ДПМН. Освоија две места кои што се екстремно важни во државата. Градот Скопје практично е држава во држава, никој нека не замери за тоа. Председателката по дефиниција е шеф на државата, така што нема што да се разговара. Двете доаѓаат на сличен начин, меѓутоа резултатот е диаметрално спротивен. Од една страна имаме Даниела Арсовска, која што објективно за овие 3,5 години не ги оправда надеждите на најголем дел од граѓаните. Имаме председателката која што повторно според најголем дел од граѓаните апсолутно ја заслужува позицијата на која што се наоѓа. Моето прашање е, за да дојдат на позиција која што е навистина од голема важност во државата, жените мора да пројдат многу поттрнлив пат од мажите. Ова е само флоскула или вистина? Да, јас мислам дека се согласувам, затоа што ете и самата бев, како што кажа убаво и во твојата најава, кандидатка за градоначалничка во општина Аеродром, нели една од најголемите, мислам дека и според жителите сигурно, да. По бројот на жители, точно така. Така што за нас важат и некои малку, морам да кажам, ете на некој начин можеби построги критериуми, затоа што некако доаѓаме од
патриархална средина, мислам и општество генерално, не се работи повторно многу пати претходно сум кажувала, не се работи само за Македонија тука за да кажеме дека ние сме нешто посебно изолирани, регионално е така, застанати, па и во светски рамки е. Не можеме да видиме дека има голем процент на жени застапени во политиката или на лидерски позиции и тоа на некој начин мислам дека се уште е хендикеп. Ако ги споредуваме прогресот на земјите каде што има поголем процент на жени и во политиката и на лидерски позиции, забележуваме дека има поголем прогрес и економски, политички. Ево веднаш ќе кажеме скандинавските земји, каде што жените се најмалку 50%, а нема поуспешни држави во светот. Така што мислам дека се уште владеат генерално стереотипи во однос на тоа жените колку знаат и умеат и често знаат и мажите да се пошегуваат, па ајде зашто не одите да работите во рудници или да копате или во војска, или во војска, да. Тоа се, знаете, зборуваме за физички предиспозиции кои што нели машките се генетски со нивните генетски предиспозиции се физички посилни и не е борбата да се докажеме кој е посилен. На крајот на денот имаме и спорт, еви јас нели доаѓам од спортот, имаме олимпијади каде што повторно можеме да ги мериме силите и повторно има посебна категорија каде што се мажите, каде што се жените и тука можеме да ги одмериме нели силите со рамномерни на нас. Меѓутоа кога се работи за интелектуално, бидејќи ете во политиката, во било кој други. Колку што знам сите сме еднакви во тоа. Мислам дека сме еднакви, да. Вродено индивидуално. Така, да, вродено а не дали е некој машко или женско. Има некои истражувања кои што кажуваат дека можеби жените имаат некој минимален процент поголема интелигенција, меѓутоа и тоа не е клучно. Јас согласувам. Јас согласувам. Многу убава најава имаше, за тоа ми се допадна и феминизмот кај тебе. Но мене ме интересира тие стереотипи постојат во општеството. Тоа е факт. Тоа е факт и треба време да се надминат. Не е нешто што меѓутоа зборувам во пракса. Жена сака да влезе во политичка трка, сака да направи кариера. Има право да влезе во партија, има право да влезе во структурите, да учествува, да се покаже. Верувам дека тоа никој не го спречува, барем намерно свесно. Да. Меѓутоа, каде е тој гап, тој момент кога ќе почувствува дека за одредена малку повисока позиција нема да ја оди лесно затоа што некои мажи веќе тоа место го намерачиле и мислат дека природно им припаѓа. Се работи за прво мајндсетот, мозочното сетирање, да го преведам на луѓето. Мислам дека сето тоа не е ни во голема мера и свесно. Мислам дека подсвесно тие позиции веќе се заземени. Ние жените потешко се влегуваме во политиката реално и затоа тие позиции кои што се да речеме на врво, дали во министерствата, дали внатре во самите тела, во самите политички партии се веќе однапред заземени од мажите и сега ние доаѓаме како некој нов бран. Да го наречам, каде што треба нели да ги измериме силите на знаењето. Меѓутоа тие позиции се како подсвесно и фиксирани за да можеш ти допрва да се избоксуваш. И потоа претпоставувам дека напорот кој што мора да го вложи жената е многократно поголем отколку што ќе го вложи мажот, затоа што постоја предпоставки. Така и затоа што една грешка ако направите без разлика, да, ама сега значи ја те дадов тебе шанса и ти готово ја прокоцка. А кој не правиш грешки? Да, и работата што добро јас секогаш сум се залагала, никогаш не сум се борела за тоа, јас сакам да бидам таму затоа што сум жена. Мислам, воопшто не е така. Јас секогаш сум рекла, јас сакам да ги видам, значи да има некој систем на заслуги, да видиме кои се тие критериуми кои што ќе важат. Ете така мерит систем. Покажете ми тој човек, зошто е на таа и таа позиција. Мислам, без разлика, проблемот е исти со етничките групи кај нас. Мислиш дека полесно го надминавме гинаџијава? Па мислам дека, да. Знаете, веќе никој не може чудно албанец, ром, србин, не знам што е министер или не знам што. Се уште е чудно жена кога. Жена, без разлика, дури и во помалите етнички групи, исто тука имаме жени кои што уште повеќе треба да се изборат, посебно затоа што има стереотипи, посебно кај религиските групи. Дека треба дома да седат дома. За жал, ете и јас сум била сведок на такви невкусни. Знаете, кај нас тоа се зема како шега почесто, па добро, вие сте за готвење, за чување деца и мислам дека па дури кај жените подсвесно станува тоа затоа што навистина на нас останува домашниот терет околу грижата за децата, бидејќи така сме растеле.
таква слика ни оставили и жените во нашиот живот, нашите баби, нашите мајки, дека тие повеќе се грижеле за нас кога сме биле деца и сега таа слика потешко се менува. Треба време, не викам дека не се менува, треба време затоа што тоа траело со векови, со милениуми наназад и не е процес кој што сега ние сме донеле закон дека мажите и жените имаат еднакви права за се и дека тоа наеднаш само со донесување на вакви закони, наеднаш готово менталитетот на луѓето ќе се смени, треба упорно, треба и разговарање, треба внатри во самите семејства, тоа да се покаже нови млади семејства, млади брачни парови, мажи и жени да ги делат обврските. Гледам дека посебно во урбаните средини полека се менува тој систем, дека жената треба да готви и да се грижи за децата, мажот да го носи лебо дома. Се согласувам дека тоа е многу комплексно прашање за средина како нашата. Јас можам да го земам мојот пример. Имам ќерка и син, мислам, веројатно знаат поголем дел од гледачите. На крај памет не ми паѓа да му давам на синот природно право дека повеќе му припаѓа. Иако кај нас тоа се уште, не знаете како имотот кога се дели, одат кај синот. Жената ќе го напушти семејството, ќерката. Така го напушти, треба јас тоа мене ми беше малку, јас ги читав, не знам некаде. Ти веќе не си наша. Да, не си наша. Како не си наша? Мојата ќерка секогаш ќе биде моја ќерка, не може да не биде само затоа што се омажила. И сега се очекуваш од другото семејство, ако се смилува преку ако се синот, смилува, да тоа е даде проблемот. нешто или секогаш да зависи од сопругот. Затоа што ако и тоа е голем хендикеп, посебно за да се ангажираат жените политички хендикеп. Фактички не ги мотивира, напротив, ги демотивира. Да, ги демотивираш затоа што тие чувствуваат дека морам без разлика каква ми е ситуацијата дома, дали трпам семејно насилство, тортура, што и да е, јас морам да свиткам кичма затоа што овој ако ми избрка, јас дома немам каде да се вратам. Што е страшен проблем. Да, меѓутоа тоа се менува, претпоставувам со финансиската независност на жените. Точно. Затоа што кога една жена заработува свој пари и знае дека како утре напушти погрешен брак или што и да е врска е, просто има каде да оди затоа што може сама да преживее. Тоа веќе е еден многу сериозен мотив. Во руралните средини се согласуваме потешко, меѓутоа ако вие знаете дека можете да го издржите животот, па не сте сега да не биде ова антибрачна некаква порака тама работа воопшто, меѓутоа едноставно чувството на сигурност веројатно многократно се зголемува. Меѓутоа има еден обратен процес, условно кажано, и сакам да го прокоментирам со вас. Ја спомнав градоначалничката на Скопје, барем уште 3-4 месеци. Мислам дека ова е моje мислење, поправете ме ако мислите дека грешам, се обидува на еден обратен начин малку да го злоупотреби фактот дека е жена. Во овој период сега кога има голема расправа околу нејзе, околу незината борба со вицарганиот Чаир, несудениот колега ваш, со, не знам, објавите и така натаму, речиси на секој чекор градоначалничката спомнува, удираат на жена, се силат на жена, јас сум само жена, ама не им се плашам. Јас мислам дека функцијата е индивидуално добиена како име и презиме со подршка од тој и тој, а не затоа што е жена. Затоа што ако една жена добива функција само затоа што е жена, не имаме проблем. Бидејќи таа жена треба да ги задоволи вистинските услови, квалитети, образование, талент, знаење, упорност, а не можеби овде кога сум јас малку субјективен, но навистина има впечаток дека овде е обратен процесот. Значи практично треба да прифатиме дека таа е во право за одредени работи, не викам дали е или не, нека подокаже судот, само затоа што е жена. Сега и тоа ми е некако... Да, мислам дека не сум 100% сигурна дека навистина се работат дека се овие напади затоа што таа е жена. Мислам дека има повеќе и пред се политичка позадина, политички игри на докажување кој е во право, кој не е во право. Но кој што направил објективно со годините. И кој што направил, точно така. Даниела конкретно сметам дека направи самата грешка кога одлучи да сега реално партијата која што ја поддржала, не знам, предходно се седнува на маса, се разговара што се очекува од нејзе, што таа очекува за возврат и јас секогаш, дури јас кога бев кандидат за градоначалник на општина Аеродром, јас секогаш во сите мои излегувања, тогаш гостувања во емисии, во дебатите кои што ги имавме, нели со другите кандидати, јас секогаш инсистирав да не се изрекламирам јас само самата себе си или како кандидатка за градоначалничка, туку да ги повлечам народот, на
да го повикам народот кој што ме следи, да инсистирам на тоа повеќе да внимаваат на тоа на советничките листи. Бидејќи јас сметав дека ако влезам јас без поддршка на советници, ќе треба сама да се борам, што се случува моментално со градоначалничка на град Скопје. Таа буквално ја изигра, да речеме, и од една страна таа нивната доверба и тие незината доверба. Вие немате тука заеднички разговор, вие немате договор што треба да се прави. Имаме напад, ете така, напади. Но страдаат сите во Скопје заради тоа. Сите, да, затоа е потребно, видите, кога доаѓате на таква позиција, треба да сте свесни дека некогаш треба да се соочите со тоа што ви го кажуваат, да речеме во овој случај оние во Советот. И обратно, затоа што ако таа е како градоначалничка сама да ги турка работите, тоа е невозможно. И тука доаѓаат тие конфликти кои што повторно народот нели ги трпи. И не мислам дека да се вратам на почетокот на прашањето дека тоа се работи затоа што таа е жена, туку се работи за градоначалничка на најголемата општина. И мислам дека истото ќе се случеше и да беше маж, така што по друга страна па повторно ви дадовме, се враќаме на првичниот муабет, дадовме, ставивме жена и што покажа тоа што е воопшто е хендикеп, знаете како. Не е така, кога маж ќе сгреши, никој нема да рече аха маж греши. Туку тој човек не чилеше. Не знам, го имавме пред тоа Шилегов и сите го обвинуваа дека пие, дека на работа, не знам. И сега никој не вика дека е маж, ставивме, одма се докажав, сите мажи се пијаници, мислам. Но кога се во жените, тие стереотипи апсолутно се, и јас сум целосно против, меѓутоа се фактичка состојба. Секогаш кога жена ќе сгреши, казната од општеството е 10-кратно посилна, токму врз база на стереотипите и како министер, и како, не знам, како градоначалник, и што и да е. Јас велам председателката, ако направи некакви грешки, ќе биде, боже мој, не знам која повторно ќе и тука посебно ете и за председателката, гледам невкусни, како се облекла, како да е тоа клучно. Да, изгледала на баба, се што може да се искористи, како да. Вистина, јас никогаш не сум слушнал за маж на висока функција некој да коментира физички изглед, може би нешто малку, особено гардероба или не знам што, како изгледа, не. Па Киро Глигоров имаше скоро 90 години кога беше председател. И никој не најде проблем дека човекот имаше здрав. Или си премногу стар или си премногу млад, ете за мене јас сум премногу млада. Мозок функционираше одлично и нема проблем. Никој не рече леле дедово. Дедово, да. Тоа се проблеми со кои што ние ми се чини ќе се соочуваме уште некое време како општество, но искрено се надевам. Треба, јас пак ќе кажам, јас сум свесна, нели политички кога влегов бев свесна за сите овие предизвици кои што предстојат, ама не реков дека се повлекувам, напротив сметам дека јас сум едно делче од сложувалката. Градоначалничката на град Скопје е едно делче. Силјановска председателката е друго делче, кои што сега додаваме на таа некоја поголема слика која што ќе ни следи во иднина. Тие кои што ќе дојдат после нив, после мене, после нас, ќе бидат друго делче за да се создаде тој еден целосен мозаик за да изгледа убаво сликата. Сега сме далеку, не сме таму, меѓутоа ако продолжиме со борбата, со разговорот, со едукација, пред се едукација, нас ни фали едукација и не само за оваа тема, за сите теми генерално тука ни фали едукација, имаме еден тотално една голема дупка, ерозија во образовниот систем. Точно. Па еве земете го и спортот, земете политиката, земете ги рамноправноста на мажите и жените. Во секој поглед имаме дупка која што, па мислам дека и намерно, посебно изминатите предходните таму 7 години имаше огромна едукативна дупка и мислам дека таа ерозија беше намерно. И повторно некој ќе рече имавме министерка за образование Мила Царовска своевремено кој што правеше чудни експерименти во образованието, морам да признам чудни експерименти кои што не му се допаѓаа ми се чини на 95% од населението и повторно некој ќе рече аха, сетете се на Мила Царовска. Значи жената министер. Да, точно, да. Нема да се сетиме на никој пред тоа. Овој Роберт Алагиовски исто беше министер и исто не се покажа ништо, меѓутоа него го заборавивме. Мила е виновна. Тоа е навистина еден многу интересен феномен. Се согласувам дека не е само кај нас, апсолутно. Меѓутоа тоа е еден феномен со кој што мораме да се соочуваме. Ме интересира шовинизмот. Многу често се користи терминот шовинизам. Шовинизмот има една сосема поинаква конотација за тие што можеби не знаат. Доаѓа од името на еден генерал француски Шовен кој што асоцира на
на омраза кон одредени категории луѓе, меѓутоа кај нас некако се стана правило и пракса, кога ќе кажеме шовинизам, на машки шовинизам да се асоцира кон жените. Мислите дека ние како општество сме навистина шовинистички расположени? Па Ова е смело прашање. Да. не мора да значи дека целосно со сите мажи. Значи јас со повеќето, со најголем процент од мажите, особено ете можеби во мојот круг, во мојата генерација плюс минус 10 години, мислам дека не секогаш по дефолт се подразбира. Меѓутоа секогаш има некој така за скриен шовинизам, подмолен. Да, така шегички, невкусни, кои што пак ќе кажам, можеби се несвесни, можеби и мажите од другата страна немаат намера дали мене или било која друга да наврат или да омаловажат. Но во суштината може да е така. Суштина е така, знаете, кога посебно ако имате па и мали деца во околината, не ги разбираат шегичките, не ми разбираат дека ако ти на пример, ајде да речем ако се работи тоа во некоја себејна средина и на шега ќе кажеш на сопругата или не знам во друштвото на другите жени, вие сте само кафе да правите, дека тоа можеби ако имаш особено пак ќе кажам деца во средината, дека тоа нема да го свати дека е така буквално, затоа што пак ќе кажам децата нели немаат толку изострен сен за тоа што е сарказам, што е шега, што е и ние пак ќе се насмееме, нели ние жените ќе се насмееме, нема да кажеш. Мислите дека жените се на некој начин и самите виновни за таа ситуација? Па делумно, бидејќи сами велите, ќе се насмееме, ќе прифатиме. Да, прифаќаме, не знаете, затоа што и бете ми се случило па да конфронтираме, така. Ми дошло да се конфронтираме, не знаеш смешно тоа. И после од друга страна ти спава, па на се и смета, човек не може ни да се насмее со вас. И затоа одлучуваме малку во поголем број од случаевите, одлучуваме и да не се конфронтираме, за да не испаднеме лоши во очите. Но тоа повторно може да го предизвика она за кој што зборевме првобитно. Затоа пак ќе кажам, тоа е циклус, знаете, од една страна ете јас и ти тука јавно ќе зборуваме, па можеби ќе допреме до тројца, ако не до сите, ќе допреме до тројца, да се подразмислат следниот пат, затоа што влијае секој мал збор, секој мал гест, влијае на тоа како и другите те доживуваат, затоа што ако јас си прекјутам, утре и другите ќе доживеат, на вас се можам да и кажам, се ќе прифати, она само ќе се смее тука како некоја кукла, апсолутно. Меѓутоа, ако бидеме реални, не знам точно во проценти, но факт е дека жените ги има повеќе на факултетите. Значи повеќе учат објективно. Да, имаше баш едни статистики кои што ги гледав од истражувања ги кажуваат ови како факти, значи не е како фактичка состојба. Жените повеќе учат, повеќе се трудат во било кој општествен домен. При тоа стереотип, нели е стереотип, вистина е дека жените во најголем дел природно ги прифаќаат домашните обврски многу повеќе од мажите. Значи вложуваат многу поголема енергија, многу поголем напор за да успеат во општеството. А ние и натаму разговараме за прашање од типот дали имаат право за тоа, дали имаат шанса на тоа. Мислам дека на ова треба навистина да му се стави еднаш за секогаш точка како прашање и да почнеме како општество да созреваме до нивото кога ова прашање ќе стане безпредметно. Кога нема да има потреба, кога нема господината Кираџиева и Драга Милосавиќ да разговараат на оваа тема, односно кога разговараат другите кажат вие си губите време. Да, си губите време. Но штом разговараме, очигледно е така. Мала сега една промена на темата ќе се вратиме повторно, бидејќи го спомнавте спортот и рековте мажи, жени. Вие сте биле шампионка, рекордерка до неодамна во женска конкуренција, предиспозициите се такви. Пред неколку дена прочитав ваш еден статус, ми текна, а е поврзано со овие трансродови лица кои што од некоја причина, најчесто мажи, родени мажи, се пријавуваат во женски спортови каде што ќе доминираат, што е за мене една безмислица од таа категорија. Ова нема врска со, не знам, со Доналд Трамп или со политиката на ВОК, него едноставно со фактичка состојба. Не може човек кој што има рака половина метар поголема од жената, во пливање да се носи со нив, едноставно е подобар затоа што првата така дала, меѓутоа тој пријавил дека е жена. Или лично што вие спомнавте, тој ако не се лажам, една жена која што се трка, не е жена, впрочем, тоа е очигледно роден маж. Ова беше ситуацијата од бокс, или во бокс Олимпијадата, меѓутоа има и во атлетиката, Значи, не природен човек
кога ќе ја удри жената со цела сила на маш, практично ќе ја скрши вилицата или главата и сите молчат и викаат овој женава победи. Да. Не е така, навистина не е така. да. Меѓутоа жените, јас повторно ги обвинувам во овој случај, ја прифатија таа игра. Кога жените сите како онаа тенисерката не речат не играм едноставно. Одбивам да се напиварувам во овој нефер контекст, веројатно порано ќе им дојдеше памети на сите тие спортски асоциации, на сите тие продавачи на магла дека вака не иде. Гледам дека сега полека излегува повторно на виделина и вие како спортист се јавивте да зборувате. Тешка е борбата затоа што веднаш па тука си оцрнет како трансфоб, што воопшто не е како така. трансфоб не е така. Посебно кога се работи јас секогаш велам слободно чувствувајте се како сакате, ама кога се работи за правната одредба, значи има поделба. Кога се работи за медицината, има поделба природна, тоа е фактичка состојба. Точно е дека медицински има родени луѓе кои што се родени нели физички изгледаат како жени или како мажи, меѓутоа внатрешно органите дали му фали матка, дали тоа се процентуално се многу мали и тоа е во ред да ги признаеме како такви, да ги прифатиме. Тука нема ништо спорно. Но и чувството, јас се согласувам, ако вие се чувствувате како маж, ја немам проблем со тоа. Нема точно, тука не дискутираме за тоа. Но ако ти кажеш дека јас не можам, еве и брат ми е атлетичар, шампион маратонски, и сега јас утре буквално беше сведена, посебно борбата во западниот свет, кај нас не стигна до таму, меѓутоа имаше некои предиспозиции во таа насока, доколку не излеговме нели погласно да го кажеме и нашиот став. Зборувавте јавно, тоа ми беше важно. Ете така, и не ме обвинија за антифеминизам. Да, сме сведени на тоа дека можеш, ако вие Драган, утре сакате да трчате маратон, претходниот ден можете да си ставите нотарска белешка, јас се чувствувам како жени, дека тоа треба да биде прифатено. До таму стигне работата, затоа стана борбата толку погласна. Но мене точно дека добар дел тие луѓе само личат фрустрации, мој впечаток. Па обратно, ако ја видиме сликата, не гледаме жени кои што се чувствуваат како мажи да се пријават во машка. А би било природно ако е природно. Зошто само цело време кај жените се пријавуваат машките кои што се чувствуваат како жени. Очигледно е дека, како што кажавте, вие ја влечат некои фрустрации, сакаат да се докажат дека се... И повторно не знам како е задоволството. Кој е задоволството да победиш послаб од кој што не е фер. Кој што не е фер, да. Така што ми смета и тоа што го кажавте во самото прашање, ми смета што поголем дел од жените, посебно во Македонија во спортот, прекјутуваат. За многу работи се прекјутувало, јас секогаш сум била лошата и сум си можеби со текот на годините сум ја прифатила и таа улога, не знам кога сум иделе на репрезентативни настапи, мене секогаш ми сметало тоа фир пред Македонија да стои. Јас секогаш сум била така што сум кажала, кој што ќе сум кажала не, значи ова ќе го шкртнеме без разлика дали е на оние таблите, секогаш сум ги шкртала и секогаш проблемот бил тука кај нашите соседи. Јас не излегувам на дефиле под фиром. Значи јас сум Република Македонија. И пазете, секогаш тоа било во ред, било каде да сме отишле низ Европа или било каде, освен кај нашите соседи. Секогаш бил проблемот само кај нашите соседи. И јас сум била таа која што сум била обвинувана, ти внесуваш сега ова е спорт, ти ми внесуваш политика, не ми мешате спорт и политика. А јас се бранам од политика, да. Јас се бранам од туѓата политика. Вие влегувате во спорт со политика и сега јас кога ќе вратам со иста мера, вие мене ме обвинувате дека јас сум таа конфликтната. Не сум јас секогаш конфликтната, јас го кажувам мојот став. Истото е тука со ситуацијава, нели, дали треба машки кои се чувствуваат како жени да влегуваат во женскиот спорт. И повторно тука, како што кажа, веројатно е и наша вина на самите жени кои што не сме погласни, затоа што утре на вистина јас дојдов до мера, ако не ме поддржите, ако си останете тивки, на крајот од денот пак јас веќе полека се повлекувам, нели, преминувам во рекреативни атлетичарки, нема да ми смета затоа што нема да бидам во топ 3 утре ако се пријави брат ми, јас да го поддржам. Се чувствува денеска како жена, нека ве победи сите, нека ви ја земе наградата, па прекјутете си следниот пат. Мислам, некогаш мораш да им ја дадеш лекцијата на потешкиот начин, можеби не знаат поинаку. Така е. Уште едно прашање во овој сегмент и потоа го завршуваме, бидејќи ја спомнавте самата, колку има политика во спортот генерално во Македонија? Има.
Мене ме разочарува кога ќе слушнам дека талентирани деца во било кој спорт не успеваат затоа што не се нечие дете. затоа што не се нечие дете. Јас не можам да го сварам. Па јас не сме држава во која што имаме илјадници, рекордери, не знам какви таленти. Ние ги вадиме за жал на неколку години по еден и да не добијат шанса само затоа што не се нечие дете, тоа е самоубиство национално во спортска смисла. Посебно е случајот во спортските игри, каде што нели треба некој селектор од страна да те види. Во атлетиката е малку почисто, меѓутоа и тука важат некои непринципилни, да не навлекувам во детали, во стручни детали за да не досадам. Меѓутоа јас и тоа го кажав и за мене, на пример, јас во Рио 2016 кога беше Олимпијадата, јас бев најдобрата атлетичарка која што тогаш можеше да биде представена, бидејќи никој од нас не оди со исполнета норма, сите одиме со на wild карта. И сега јас затоа што сум нели таа конфликтната, затоа што јас немав тренер кој што сакаше да се прошете на моја сметка, беше избрана друга атлетичарка која што потоа па излегуваше со орли, покажуваше и така натаму. И сакам да кажам дека ете тоа е поентата, дека сепак некои политички позадински игри кои што некој сака да си прати свое дете, свој фаворит, свој репрезент. Кој утре можеби ќе се продаде, можеби и не, а ќе ме одземе шансата на некој што навистина вреди. Да, затоа што знаете, па и од друга страна не оставаме доверба на младите да ги примамите. На пример, имате млади кои што ме гледаат секојдневно на кеј, ме гледале на стаза, сум ми била некој идол, ајде да кажам, колку што може тоа во македонската. Човек може да ја види, јас ќе посведочам, вистина е дека редовно ме гледам на кеј. И сега на тие деца ќе им се скрши филмот ако кажат чекај јас Весна ја знам како најдобра и сега јас сакам оди некој друг. И сега јас ако се борам и бидам најдобра затоа што нели е муабетот бидете најдобри затоа што и мене тоа ми кажува биди најдобра па ти ќе одиш. И сега доаѓаат деца кои што гледат ама чекај ако не оди најдобриот па зашто јас да тренирам тогаш ако може било кој да оди со амбиција се убива во поем со тоа. Така и се разочаруваат се повеќе ако ме видат мене дека јас на место 20 години сум тренирала, сум била репрезентативка на Македонија, немам јас никаков бенефит од тоа, сите репрезентативни настапи не ми биле покриени, како што на пример тоа е па во фудбалот и во ракометот, во атлетиката за жал не е така. Сега ти како ќе го натераш тоа дете? Так. Ако најдеш спонзори супер, ако имаш од џеб супер, ако не. Ти како ќе го натераш, како ќе ги натераш тие млади деца, а талентирани навистина имам. Јас гарантирам дека имаме многу повеќе талент и повеќе шанса за во индивидуални спортови како атлетика, пливање, отколку во екипните. Сепак сме мала нација, ти за да собереш тим, за да имаш ти треба многу повеќе квалитетен и природно талентиран кадар. Ако индивидуален можеш многу и тоа навистина има посебно по руралните средини каде што нема па и услови многу за тренирање, нема соодветни прво простори ете за атлетика конкретно стаза, тартан без разлика па и за долги патеки ние го имаме во Скопје, Кеот, во помалите средини за жал и тоа го немаат. Треба по улици да трчаш. Така што е многу хендикеп и во таа насока како да се избориш. Како да ги мотивираш ти овие деца кои што сакаат утре да бидат не како Весна, сакаат да бидат подобри од мене, што е нормално. Зашто утре да не дојде некоја да се мотивира? Чекај, Весна срушила рекорд и добила за тој рекорд, речеме, ја не сум добила ништо, ама да види дека сум добила награда еднократно 1000 евра. Аха, значи јас ако го соберам незиниот рекорд, кој што лесно можам да го соберам, затоа што не е многу јак, да речеме, ќе добиам поголема награда или барем ќе добиам јас исто. Но рековте не сте добили ништо. Не сум добила ништо. И сега како ќе ги мотивираш ти другите деца да речат да го соберат мојот рекорд? Ако Весна не добила ништо, зашто јас да субам 42 километра, тоа е станување секој ден во 5 сат за да направиш прв тренинг, па имаш други работни обврски, затоа што јас не можам да живеам од тоа. Со овој разговор за спортот. Да, од политика, спорт, политика. Ќе се вратиме на политика. 42 километри да ги трчат човек, познавам луѓе веќе сега, не само вас, туку и други луѓе што ги трчат. Маратонот е стара дисциплина 2400 години, колку ли од времето кога на маратонското поле некој трчал во ред. Меѓутоа, колку треба откажување, колку треба психичка подготвеност, колку треба страст, амбиција и сето тоа заедно за еден човек да истрча 42 километри. Тоа е како од тука до Тетово отприлика. Тоа е една 2 керчи со кола е ништо, меѓутоа кога ќе треба да го трчи, тоа е драматично многу
просто прашање што си мисли човек кога Да, ги трча тие да. 42 километри. Наинтересно, За сите тие тоа 2-3 часа што мисли човек? Мисли ли воопшто нешто? Имаме термин кој што се мисли. Ние атлетичарите го нарекуваме тоа мозок мајмунче, односно како мајмунче што скока од гранка на гранка, така вас ви скокаат мислите во мозокот, па јас можам на пример денешниот тренинг да размислам како ми поминало, да речеме, емисијата, тука што сме разговарале, дали нешто сум сгрешила, да си евалуирам во мозокот, па после тоа да видам дома што ми се случило, па со кого сум се карала или не сум се карала, што сум требала да кажам, па после тоа чекав и ритам да не ми е прејак, дали ќе издржам до крајот. Буквално ти вака, ете како што сега на нас ни скокаат темите, нели? Почнавме за едно, па друго, па трето. Мислам дека природно, не е Да, ете, па точно во таа насока се одвиваат и мислите. Но тие откажувања колку придонесуваат за телото страда? Да. Страда ако имате неправилна подготовка, ако немате правилен тренажен процес, одите или преако или пренагло, затоа настануваат нели тие спортски повреди. Трајно, посебно во атлетиката, немаш некои како што имаат на пример во ракометот или ако имаш нека повреда, тениска повреда, па треба операции, па тоа се долготрајни процеси. Во атлетиката поретко, иако се случуваат пример за тетиви, затоа ние посебно во на долгите патеки избегнуваме да трчаме на тврда подлога, трчаме на мека, на земја, на трева. Колку пати сте истрчали маратон? Повеќе од 15 можеби. Повеќе од 15 пати се истрчале над 42 километри. Да. И плюс на тренинзи, меѓутоа на тренинзи до 30 на километри. И бара откажување во смисла, пак ќе кажам, јас затоа што сум од 12 години во атлетиката, не го сметав тоа како откажување од било што, затоа што мене ми дојде природно, како што природно ви доаѓа да јадете, да пиете, мене така ми доаѓа природно и тоа, и не го сметам за откажување бидејќи од било што, ама точно е дека бара принципиелност, бара да имате посветеност, бара дисциплина, затоа што пример, јас кога работев, сега сум веќе по рекреативно, меѓутоа кога работите професионално, ете, на моето ниво, треба да станете во 5 часот од Сабајле за да го завршите првиот тренинг, дока и 6:30, за да можете да се подготвите дали за на училиште, па на факултет, па потоа на работа, па се враќате повторно нели изморен, веќе истрошен, па имате втор тренинг и веќе навечер кога доаѓате уморен, немате време да излегувате до касно, многу социализација со луѓе и во таа смисла се одрекувате од некои работи, меѓутоа повторно ќе кажам имате друга цел во главата. Јас тоа ќе кажам има некои луѓе кои што денес ги гледаме многу isforsirani, кои што јас кога сум станувала во 5 часот за мојот прв тренинг, тие се враќале изгубени од забава, не знаат ни каде се наоѓаат, така што ете во таа смисла, мислам дека ете и дури во тој поглед некои луѓе, посебно кај спортисти, можеби да најдете подобри перформанси од упорност, од издржливост, од посветеност, отколку во некои други кои што тој претходно имале друг живот. Така е. Овде ги повикувам гледачите кога сакаат да проверат, ако сакаат на YouTube можат слободно да најдат едно од најчудните, за мене величинствени трки било кога во маратон се случило во 1984 година на Олимписките игри во Лос Анџелес. Таму една жена од Швајцарија, која што тогаш има 39 години, ако не се лажам, маратонка, го трча целиот маратон и буквално кога влегува на стадионот и се случува колабира, буквално губи чувство за време, за простор, почува да се клати, буквално да шантра, како се вика тој термин по патеката. Него викаме удри во зид. Да. Меѓутоа, феноменот е во тоа што таа не се откажува, буквално таква оди, значи таа веќе не е способна ниту да трча, ниту да размислува, има цел документарец за неја и успева да стигне до крајот, што е навистина една спектакуларна, мене сега ме најжува слика која што останува за упорноста, за волјата на луѓето кои што се зафатиле за оваа најтешка дисциплина воопшто. Кога веќе ја правите, тоа покажува многу цврст карактер. И сега повторно ја враќам
во политиката. Човек што е подготвен да трча 42 километра, некој ќе рече не е нормален што го прави тоа. Да. Класичен муабет. Вие не сте нормални. И таков човек кога ќе се нафати да влезе на пример во политика, не може тоа да остане незабележано. Вие влеговте на еден специфичен начин, можеби нагло во политиката, бевте кандидат за градоначалник на општина Ајродром во наминатите избори. Ви предложи партијата Левица. Немавте лош резултат. Не победивте, меѓутоа немавте лош резултат. Бевте трета? Трета бев, да, некои 4000 гласови. Што е сосема солидно. Нормално вие сте од Ајродром, па некако веројатно и природно ви доаѓа да сакавте да застапувате својата општина. Потоа дојде до некакви конфликти меѓу вас и таа политичка партија кој што со време се претворија во, ќе се осмелам да речам, речиси во отворено непријателство. Позадината на тој ривалитет, на тоа непријателство, на тоа разединување не е веројатно само чисто од политичка или ајде од идеолошка природа. Па се разидовме бидејќи се насобра повеќе работи. Знаете, јас бев премногу дури активна мислам ќе кажам и отворено, повеќето не ни знае јас која ми улогата внатре, бидејќи јас не сум од тие кои што излегуваше да се фали, јас ова го направив, јас тоа го направив, бидејќи јас работев многу повеќе позадински, бидејќи сметав дека имаме лидер кој што е доволно представителен и доволно е гласен за сите нас, за да се избори да дојдеме до некоја позиција од каде што ќе можеме и да докажеме дека знаеме да работиме, а не дека сме само празни флоскули и мемиња иствитани. Што со текот на времето почнав да се сомневам дека моите очекувања и размислување дека во таа насока се движи оваа политичка партија почна да се губат. Проаѓа еден изборен циклус, друг изборен циклус, локалните пројда како што помина и сега понатаму веќе очекувате дека кога веќе партијата условно кажано расте, дека треба и нашата видливост да биде на повисоко ниво, треба повеќе да покажуваме резултати што и народот очекуваше. Што е природен процес, така е. Луѓето мене ме знаат и затоа што претседателот е помалку достапен за генерално за јавноста, за народот не е воопшто тој близок со народот, не е народен човек. Доаѓаат кон... Ова е интересно, бидејќи инсистира дека е народен, Па добро, сега, секој си има своја перцепција за себе. Јас имам веројатно дека сум најдобра, најпаметна, најубава, ама треба некој друг од страна да каже дали сум сето тоа или не сум. Секој сам за себе, тој знам дека кажуваше дека е најдобар правник, па потоа излегуваат правници, па излегуваат и кривичните кои што секогаш му завршуваат во канта со отпадоци. Тоа е фактот. Ти сам за себе секогаш ќе мислиш дека си најдобар. Така што тие моменти почнаа повеќе да создаваат фрустрации, не само кон мене, цела една група на луѓе, посебно жените, затоа што ја почнавме така ова емисија, излеговме цела група на жени кои што беа, ајде да не ги именувам една по една тука, меѓутоа ќе ги кажам, беа во највисокото тело во комесаријатот на партијата, например, координаторката на комесаријат. Многу интересен термин, добро. Потсетува на некои стари времиња. Да, ситим се президиумот, претседателството е президиум. Президиум знаев, но комесаријат не знаев. Комесаријатот каде што на пример тука беа излезе координаторката која што беше на правниот сектор, на економскиот сектор, на секторот спорт. Јас како претседателка на АФЖ. И АФЖ има одлично. Да. И сите тие знаете како го гледате тоа дека се случува, дека не можете да забележите дека нешто не е во ред. Не може да го гледате дека тие и сите ги нарекуваат опортунисти. Сега ние сме биле луѓе кои што сме работеле, никогаш не сме побарале надомес финансиски, било што не сме побарале вработувања, ништо не се случило тоа. И јас тоа викам, каде е тој опортунизам кога вие седите во собрание, ништо не правите, изимате 2500 евра плата, вие не сте опортунисти, сите ние кои што сме работеле за вашата позиција, значи ние се боревме за тие да влезат. И сега ние сме опортунисти, а тие не се опортунисти. Опортунизам иначе инаку во политичкиот вокабулар многу често се користи, ако ги читате оние стари книги, не знам, на Дедиер за Тито и така натаму, баш и во Комунистичка партија од Југославија, секој што се спротивставувал на Тито, веднаш е прогласен за или за опортунист, или за секташ, многу чуден збор секташ.
за некој отпадник и така, троцкист. Не знам ли користат троцкисти и натаму. Меѓутоа, споменавте дека голем број на жени излега од таа приказна. И сега се поставува прашањето зошто жени, има и маже, некој ќе рече, имаше јавни препукувања со многу грди завршетоци, со навреди за наркомани, за не знам што, не влегувам во тоа. Меѓутоа мене ме интересира делот со жените. Ако повеќе жени излегуваат од партија која што инсистира дека е предводик на прогресивното, на условно кажано на поддршка на жените и така натаму, впрочем има и пратеничка од таа партија и исто така таа е многу високо во тој политички круг. Меѓутоа како тоа толку жени да излегуваат? Има тука некаков подлабок? Има подлабок, дефинитивно е така, затоа што кај нив тоа потајно е левичарството и феминизмот. Реално јас така се навлеков, се залажав со моите амбиции да влезам во таа политичка партија, бидејќи претходно немав никакви политички амбиции. Ете, една од причините кои што ме залажа е тоа вештачко isforsirano. Дека жените ќе добијат права најбрзо. Јас како председателка, односно кај нив имаше и проблем да се нарече председателка, па бев раководителка, бидејќи во партијата морала еден председател да има. Другите се на пониско ниво. Ете така да формално да не се додадам дека сум председателка, тука имаше конфликт, повеќето беа нонсенс е тоа. Но ова е нонсенс навистина. Да, нонсенс, затоа што на пример имаше член на црвената младина, на младината на партијата, кој што беше председател. И сега дојде до прашање, тука исто спорно беше, чекај сега, ако тој биде председател, зашто па да немаме жени? Тогаш тука настана, и сите ќе бидете раководители, никој нема да биде председател, има еден, се знае кој е. Така. Мислам, тука се гледа тој авторитаризам кој што се наметнува. Меѓутоа, тоа се прави на... Не велам дека ова е иманентно само за таа политичка партија, се обидувам да зборувам генерално дека постои тоа. Верувам дека е така и во другите партии. Меѓутоа, вашиот конкретен пример е тоа што сте го доживеале вие. На манипулативно ниво. Значи, не е отворен некаков сексизам, не е отворено некоја, не знам, агресија, меѓутоа... Кога ќе влезете малку повеќе во приказната, гледате дека нешто не. Проблемот, не можам да кажам, пак ќе кажам дека имало отворен сексизам, никогаш не било така. Меѓутоа, доаѓаш во позиција кога нели една од главните, тоа што им е као најсилни работи кои што ги пропагираат во спротивност од другите партии е дека тие ќе внесат конечно мерит систем во партија, односно во општеството, нели? Прво треба да покажеш во партијата и потоа кога ќе дојдеш на власт, тоа да го примениш. И сега вие гледате дека внатре во партијата воопшто нема абер да се случи такво нешто, затоа што на пример кога и не беше ова само од жените, ова беше инициирано од сите во партијата кои што сакаат да знаат по кој мерит систем да речеме се составуваат листите, дали за советници, дали за пратеници, дали за кандидати за градоначалници, сеедно. Кои се тие критериуми? Ајде да ги видиме. Зошто, например, Борислав Крмов е ставен на листата како носител, зошто не е некој друг? Дали тоа е жена, дали маж? Затоа што навистина имаше жени кои што беа многу поквалификувани. Прво, повеќето веројатно излегуваат и тие информации дека се необразовани, односно дека се со средно образование сите. Тројца, четворица од тие пратеници се со средно образование. Сега, ако пропагираме дека ќе важи некој мерит систем, ајде ќе речете, па добро, никој не бара да имаш и факултет за да бидеш пратеник, ама сепак иницијативата е дека треба да важи некои критериуми. Кои се тие критериуми? И дали ќе важат за мене истите критериуми и дали ќе важат за нивните пратеници истите моменталните пратеници, нели тогаш со партици мои, без разлика. Сега јас се ставам во улога мои, ама тука се и сите останати членови, за да видиме прво нели секогаш сепак е партија, сепак тие правила важат и во другите партии, кои што направил за партијата, колку придонел. Па и тоа да се стави. Но како велат, демократски централизам, ако не се лажам, тоа се нарекува, значи... Како ќе каже главниот? Во кратки црти. Вака го преведовте вие. Формално правно е, се договараме, се расправаме, додека не донесеме одлука. Кога ќе се донесе одлука, дали ти се допаѓа или не е важно, мора да биде спроведена. Но ако однапред е таа одлука донесена од главниот, тогаш тоа не е демократски централизам ни воопшто. Тоа ние се расправаме за тоа, дебатираме нели како треба. Меѓутоа на крајот како што ќе каже председател, тоа е одлуката, така. Во таа смисла, така го разбираат тие. Мислам, тоа така и ни беше презентирано. Тоа не е демократски централизам, да бидеме реални. Добро, нормално дека не е, ама кај нив е.
затоа што пример во сите деловници стои, за сите тела си има посебни деловници за тоа како се избираат другите работи, како се донесуваат одлуки, и во сите тие деловници кои што се па и релативно не се кој знае колку обемни, 15-20 странички, секогаш имате една точка каде што стои така извртено дека доколку нема согласност или било каква друга конфронтација, тогаш председателот последната одлука донесува. И сега вие што сакате да направите? На крајот, ако не е согласен председателот, џабе тие 20 страни од деловникот можете да ги фрлите во канта, затоа што има само една точка каде што секогаш стои председателот ги има последниот збор. Што и да се случи, председателот ги има последниот збор. И тука веќе ви станува јасно дека џабе дискутираме. Председателот не е совршен генije кој што знае се совршено, кој што е перфектен, кој што не греши, има апсолутен смисол за правда, за мерит систем, а нема такви на светот. Нема такви на светот. И го добивате ова што го добивате. Ме интересира колку тоа ја убива амбицијата. Па тоа што постојано гледате и излегуваат со полна страст. Можем да го замислам моментот. Се борите ужасно многу, жртвувате приватен живот, вашиот случај конкретно го знам дека навистина сте го жртвувале приватниот живот во целост. Не жалите ниту труд, ниту средства, значи буквално се откажувате од се за да постигнете цел и потоа доаѓате до фамозниот заклучок дека сето тоа е попусто затоа што некој друг поради X причини ќе го добие тоа што ќе го добие, вие ќе останете извисени на страна. Па тоа на секој човек, дури и на тие што трчаат маратони, веројатно им делува погубно. Што работам јас? Зошто го правам? Да. Па целта ни беше тоа што го зборуваа уште од старт. Целта ни е да го промениме системот од внатре. И сега ние не добиваме прилика да внеземе внатре во системот затоа што некој не сака, затоа што се чувствува дека ќе биде на таргет, дека ќе биде на тапет, дека цело време ќе биде, знаете, кој да дојде на власт, што и да направи е критикуван. Тоа мораме да бидеме. Добро, така. Тоа е така. Замисли да не е критикуван, да. Тоа е така. Што и да направиш, секогаш ќе има некој кој што ќе те критикува и тоа се луѓе со веројатно пониска чувство за пониска вредност, кои што не сакаат да бидат критикувани и знаат дека ако дојдат во опозиција да покажат што знаат да сработат, нема да знаат да го сработат. Тоа е факт, тоа јас го знам затоа што јас сработев со тие луѓе, нема да знаат да го сработат. И тогаш што правиме? Тогаш целата оваа фама која што е направена за убава слика, за борбеност, за револуционерство, за менување на системот корен од внатре, паѓа во вода, затоа што тогаш веќе сега јас ги гледам од внатре затоа што сум била таму. Луѓето од надвор не го гледаат тоа, само го слушаат она што па во голема мера единствено го зборува и председателот на партијата. Затоа што кога излегуваат други, тогаш излегува реалноста, почнуваат луѓето, чекај, овој не ми делува баш дека знае што зборува и знае во која насока оди, освен што го повторува тоа што претходно му е кажано од председателот да го каже. Сега тука има уште еден момент, ако ве разбирам добро, тоа значи дека во таа конкретна партија практично не им не одговара да дојдат на власт. Не, тоа дефинитивно. Јас мислев дека до сега, знаете, затоа што јас сум била внатре и сега јас имам нека перцепција дека луѓето... Затоа што идејата на партија е да дојде на власт. Нема друга идеја. Да бидеме реални, себични, кој како сака нека го свати тоа, политичка партија постои за да дојде на власт. Така е, реално. А не за да биде во опозиција. Не за да биде во опозиција. Во опозиција си принудно, а не да сакаш да бидеш во опозиција. Природно ти е во опозиција да си, да. Не затоа што... Многу интересна теза развивате. Да, затоа што пак ќе се навратам на тоа, они си имаат удобна позиција. Знаат дека ако дојде, а нема да дојде, прво треба да имаш 61 пратеник, што не е реално нели да го освојат, ама еве да замислиме дека утре ќе се случи тоа. Буквално или на тацна да се откажат другите и да кажат бујрум, значи водиат и државата, нема да знаат. Значи не знаат од каде да почнат, треба да знаеш како да водиш економија, треба да знаеш тоа буџетот кога ќе дојде, значи тоа буџетот луѓето не знаат дека е 700-800 страни кои што треба да се поминат во исклучително комплексна работа. И сега имаше такви луѓе кои што тоа го работеа. Образование, финанси, значи, полиција. Вие кога водите држава не може да очекувате дека конкретно премиерот Мицковски се знае, се разбира од спорт. Не, ама има луѓе околу себе екипа која што му кажува, пример му доаѓа министерот за спорт му кажува за тоа. И тој му дава совети, па му доаѓа некоја страна. Тој има своја група која што работи, подгрупа и така е. Така па и излегува, гледам дека многу често и меѓу народот. Овој човек
и па и другите партии кои што се моментално во опозиција не ги гледате многу меѓу народ, па и воопшто не ги гледате. Партија од која што јас излегов, јас ви тврдам дека не воопшто не е. Јас не знам како тие членови се уште имаат мотивација кога претседателот го имаат видено на телевизија. Значи информации добивате само тоа на телевизија што го гледате. И сега јас разбирам дека не може да очекувате кога е премиерот во прашање тој да биде и надворешна политика да води, да биде внатре во владата и во министерството со министрите да се и да биде на терен, така, ама сепак го гледате дека повремено знае да ги посети своите ограноци, знае да биде во комуникација со. Овде велите тоа го нема. Тоа го нема, да. Неколку пати имавме иницирано затоа што навистина, пак ќе кажам, јас бев едно од тие кои што беше, јас се нарекувам самата себе си како лепак или штит измеѓу одлепеното претседателство и членството и народот. И тука имате еден лик како мене кој што пробува да ги залепи упорно тие работи, затоа што од едната страна кога ќе се почувствува некаква борбеност, конфликт, разочараност, знаеш да дојдеш да ги утешиш, знаете како е сега, луѓето имаат навистина работа, па пратеници се. И сега тоа од таа страна не гледате дека тоа го цени некој. И сега од оваа страна луѓето ќе се има доверба во мене, ќе го прифата тоа, па во ред на вистина, можеби импулсивно сме изреагирале и вие ќе ги смирите, ама тоа не може долготрajно да трае. Посебно некога ќе го тргнете ликот како мене. Не кажувам дека сум била само јас тоа, ама јас зборам за себе, не можам да зборам за сите и можам да кажам дека таа би била мојата улога. И сега ти кога ќе го тргнеш лепилото, значи ти имаш тотална одвоеност. И сега членството нормално дека се разочарува кога не гледа никаква насока, никаква иницијатива. Што правиме? Често не прашуваат, добро се бориме за да се врати името Република Македонија. Како да им одговориме на луѓето што правиме од тука понатаму? И сега нормално дека јас не можам само од себе да си го кажам мојот став кога влегувам како партија. Представник на партија, апсолутно. Ете така, туку морам да бидам во консултација со лидерството, со президиумот. А консултација не постои? И консултација не постои, затоа што моабетот, одговорот секогаш му бил, ќе мислиме на тоа кога ќе дојдеме на власт. Никогаш, значи. И тука ти станува, знаете, затоа кажувам дека не беше со мене ситуацијата дека се случи нешто куршлус одеднаш. Јас сум пресекла или они пресекле. Туку биле процеси каде што ти гледаш дека поставуваш едно прашање, или нема одговор, или одговорот не е тој кој што треба да биде. Односно за кој што сме влегле во партијата да се бориме. Затоа што сме влегле да се бориме за подобри услови во државата. Така е. Кај нив почнуваш да сваќаш дека не е борбата за подобри услови во државата, туку за подобри услови на партијата и тие 5-6 избрани луѓе. И уште едно прашање сосема за крај. Кај вас сум забележал, меѓутоа кај некои ваши колешки бивши, како да ги наречам, уште повеќе една би рекол лутина, можеби оправдана, заради трпење на голем број на навреди откако одлучиле да раскрстат со партијата. Зборуваме за оние најприземни навреди, што не се на телевизија, зборуваме за навреди кои што не личат на ништо. Јас разбирам кога некој ќе кажете не сработел добро. Да, некој фактички. Кod нас меѓутоа навреди на сексистичка и на баш најприземни навреди, да не ги спомнуваме тука, природно болат, влијаат. Моментот е што, знаете како, тие се веќе пратеници. Тие се луѓе кои што ги гласал народот, ние сме народот, и ние сме тие кои што пред нас одговараат. Не е обратно. Мислам дека мислевме дека нели јас мислев дека ќе биде поразлично затоа што вие гледате кај другите партии веќе тоа е установено, тука нема конфликт, мислам дека и самите партии, самите членови народот е веќе научен на тоа дека обратна е ситуацијата, дека народот одговара пред владата и пред пратениците наместо пратениците и власта да одговараат пред народот. Значи народот е работодавец. Значи вие земате плата од народот. Исто како во било која приватна фирма. Ова треба да им стане јасно. Да, треба да им стане јасно. И сега вие не може да очекувате јас како народот, јас да се плашам од вас и вие мене да ме плукате. Јас тебе можам да те плукам, односно не да те плукам, туку критички. Јас критички, јас никогаш не сум извадила од тоа приватно што го знам за нив, никогаш не сум извадила ништо валканости да не кажам. Туку секогаш сум одела на ниво, на интелектуално ниво, со издржани факти, секогаш кога имало нешто фактички да кажам. Пример, не доликува на пратеник да се тепа, да мава, да крши во собрание. Тоа е факт. И јас со тоа излегувам. Значи, тие критики од мене, од моја страна, биле кон нив
како пратеници, не биле кон нив како левица, како мои поранешни или непријатели условно кажано, бидејќи тие внатре мене ми кажуваат дека нас не смета за непријатели. Значи тие повеќе не ги сметаат СДС и ВМРО за контра. Значи тие повеќе не се ни расправаат со нив, све помалку се расправаат со нив. Повеќе се расправаат со поранешните членови. Со поранешните, тоа е како има во медицината автоимуна болест, се нарекува тоа. Самото тело од себе си се јаде, си се препознава своето здраво ткиво, најздраво ткиво го препознава како болно и го напаѓа, и го напаѓа. И тие тоа го прават. И кога имаш таква автоимуна болест, немаш лек. Тоа е тоа што се изеде случува. само од себе и долгорочно, да, ќе покажат прво локалните избори дека тоа што јас го кажувам, па и другите членови кои што излегуваат, дека е точно, дека буквално нема да може да состават листи. Мислам, не знам колку луѓето се свесни дека, например, за во град Скопје, за да составиш советничка листа, треба 45 луѓе. Не знам како ќе ги најдат и секоја трета треба да биде жена, односно од помалку застапениот пол, што нели кај нас секогаш се жените и плюс на секој 10 плюс уште една. Прво не знам каде да ќе ги најдат. Веројатно повторно ќе се служат со она, ќе си контрираат сами на себе, непотизам ќе користат, ќе си ги ставаат жените, сопругите, сестрите, мајките, затоа што стварно не знам од каде ќе ги најдат 45, значи колку треба да има 20 и 2, 3. Така нешто. Така што ќе се покаже дека тоа што ние сме укажувале, еве, изминатиот јас за мене можеби година дена, сепак гледам да не бидам безобразна, да напаѓам неосновано, дека ќе испадне дека тоа што го тврдам и што го кажувам како факт ќе им биде појасно и на пошироката јавност и на нивното членство кои што се уште се во некоја заблуда дека можеби нешто се прави таму кога не се прави така. Мислам дека во тој дел сепак нивна работа е тоа. Ете така. Вас, ево што сам прашање за крај, вие како ја гледате својата политичка иднина? Или дигнате рацете? Ќе видиме како ќе се одвиваат работите, искрено. Не личите како човек што ќе рече доста, ми ова е тапа само ја сум била борбена, да речам, не сум била политички активна како политички активист преку партија или независно без разлика. Но влеговте во играта и сега излегување потешко. Уште да, ете така, уште кога сум била спортистка атлетичарка, ги кажав моите примери наназад дека секогаш сум била борбена, сум се залагала за она, дали за подобри услови во спортот, дали подобри услови за жените во спортот или генерално, сум била и сега ова ми е некој вид на платформа политиката, за жал во Македонија, е платформа каде што може вашиот глас да биде чуен и можеби нешто да промените, така што ќе видиме како ќе се одвиваат сега. Но ќе очекуваме од вас. Да, немам некои конкретно аспирации или политички страни, меѓутоа ќе видиме. Весна Киреџева, благодарам за овој искрено интервју. Благодарам и на вас на поканата и на убавиот разговор. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Верувам дека останавте задоволни. Утре во 15 часот не заборавајте репризното издание на оваа емисија. Јас ви закажувам нова седба со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.